Калимба, африкански древен инструмент кој што потекнува од африканскиот континент и е стар повеќе од 3000 години. Има автентичен звук и поради тоа инспирација на голем број композитори ширум светот. Ова утро токму овој инструмент калимбата е наша инспирација и ќе зборуваме малку повеќе за тоа, за историјатот и за неговата примена. Ова утро разговараме со кој друг, ако не со нашата Сузана Турунџиева. Сузе, добро утро. Ке зборуваме за нешто многу убаво, нешто многу интересно, тоа се овие два инструмента кои што ги држиме јас и ти во рацете, калимба, пошто потекнува од африканскиот континент, древен инструмент. Ајде малку повеќе да ги запознаеме гледачите со инструментот и со неговиот историјат. Да. Ова е за мене најнежниот инструмент, најпрактичниот и инструмент кој што можеме секаде да си го понесеме со себе, каде и да патуваме, каде и да се преселуваме, дури може овој инструмент да го собере и во нашата ташна. Овој конкретно кој што јас го држам во мојата рака, всушност е најблиску до онај почетниот праисторискиот инструмент кој наречен и пијан клавир, затоа што на почетокот биле изработувани на едно обично дрво, дали бамбусово дрво, дали палмино дрво, дали некое друго дрво кое што им било на располагање на луѓето кои во тоа време немале технологии како да произведат инструменти, едноставно од се што давала природата, тие се труделе да направат нешто што испушта звук, нешто што може да прави ритам и да се забавуваат. Така да ова е повеќе сувенир од што е инструмент за свирење, но мене и тоа како многу ми го привлече моето внимание кога го најдов во едно туристичко место Олудениз во Турција. И реков ова ќе биде мојата калимба и инспирација која ќе ме натера да истражувам каде се има вакви инструменти посовршени од овој тип. Оваа калимба конкретно содржи 7 тонови. Има многу убав благороден звук. Меѓутоа, јас оваа калимба ја користам исклучиво како сувенир, бидејќи 7 тонови мене не ми се доволни за да можам да градам мелодија. Сакам да имам малку повеќе од 10, за тоа што на овој начин можам само вака да го произведам звукот кој што носи, поврзува, конектира, смирува, и она што ќе го кажеме повторно за овој тип на специфични исцелителни инструменти е дека тие имаат една посебна фреквенција која што дополнително ни дава можност да се олабавиме од стресот, да ја поттикнеме концентрацијата, да си направиме едно убаво задоволство и баш така почнав да истражувам. Кога животот ме однесе во Америка, таму видов дека луѓето и тоа како многу ја користат калимбата на плажа, ја користат во пауза на работни места, ја користат на долги дестинации кога патуваат, бидејќи има и видови на калимба во која што можеш да си ставиш приклучок за слушалки и да си свириш без никого да го заморуваш, дали патуваш со јавен превоз, со воз и така натаму. Значи, калимбата е нешто толку релаксирачки, толку убаво. Има дури едно видео кое за многу брзо време стана вирално од една жена, ми се чини дека е од Скандинавија, која калимбата ја користела во болнички кревет, додека била многу долго време хоспитализирана. И единствено нешто што и пружило можност да се исправи побрзо на нозе бил звукот на калимбата кој секојдневно таа лежејќи во кревет, еве баш во ваква состојба, бидејќи можеш и во легната, и во стоечка, и во седната состојба да ја свириш. Калимбата не те ограничува во простор, во начин на седење. Дури и биле благодарни и сите пациенти во тој ходник каде што била нејзината соба. И тоа е едно многу интересно видео, јас се потрудив да го најдам, но не можев да го најдам за да го споделиме, и нејзината објава колку пациенти биле под нејзина терапија за време на нејзиниот престој во болница, затоа што постојано го слушале звукот на калимбата,
која вибрира на 432 Hz, која е навистина многу полезно за нашето ментално здравје, за да се ослободиме од стресот, за да се ослободиме од некои стеги, кои притисоци кои ги понесуваме ние на животните кривини од секаде по нешто, дури често пати во стрес и во грч се будиме, се фаќаме за телефонот наместо да фатиме нешто прво наутро што навистина ќе не ослободи и ќе ни даде таков мотив во денот, ние секогаш на погрешен начин го започнуваме денот. Наместо да започнеме со звуците на калимбата. Сузе, го има ли кај нас овој инструмент? Може ли да се набави и дали е тешко да се совлада техниката? Мене вака ми изгледа многу лесно. И јас пробав малку претходно, има навистина смирувачки исцелителен звук, како што велиш ти. Па не е воопшто тешко, треба само да се побараат инструкции, насоки, некој да не воведе, а денеска со интернетот имате толку туторијали, толку лесни видеа за почетници, за да си го свирите и да си го употребувате аматерски за своја душа. Навистина е многу важно да сакате пред се, да истражите каде преку интернет можете да го набавите. Ги има по достапни цени. Јас не би сакала да шпекулирам околу цените, меѓутоа цената на калимбата е многу помала во однос на другите типови на исцелителни инструменти, така да ова е навистина најлесно достапен инструмент. Го нема во Македонија да се купи, но лесно се учи. Има многу видеа, сите оние кои што сакаат да ја користат калимбата, а не умеат како да се снајдат, можат и да ми пишат, јас ќе им пратам веднаш насоки што да заследат, како да се регистрираат и на еден бесплатен начин навистина ќе можат да си прават самотерапија.